Пред земјоделците кои се заинтересирани за обнова или набавка на нова земјоделска механизација, денес во Агенцијата за поддршка на земјоделието во Штип беше организирана презентација на индискиот производител. Yes, first of all, I would like to appreciate the decision of the government. Би сакал да ја поздравам идејата на владата и нејзината поддршка кон земјоделците и кон ова поле, што им помага за модернизација. Исто така сакам да ја представам Соналика, компанија една од најголемите во светот во производство на трактори, со производство од 70.000 трактори и со максимален капацитет од 150.000 трактори, присутна речиси низ целиот свет. Преку овој проект, кој веќе неколку години се реализира во нашата држава, обновена е механизацијата на многу приватни стопанства. Искуствата од користењето на оваа механизација е повеќе од позитивно. Јас конкретно имам го овај 75-ката, 75 коња. Трактор е прилично добар. За таа коњажа дури и појак испаја дека е од 75 коња. Мислам до сега нема ништо, никакви проблеми. Има околу 1000 сати, до сега не е ништо покажал. На денешната презентација некои дојдоа за прв пат, за одблиску да се запознаат со условите за аплицирање, како можност да ги заменат старите со нови трактори. Заинтересирани сме и за тоа да идеме тука да видиме што процедури има, колку пари се, како ги дават на рат или на кредит ли треба да се взима, дали нешто случајно владата помага 50-50 и заинтересирани сме, за тоа рачунаме да вземе по-ново, чим е по-ново, веројатно е по-добра обработката на земјата. Целиот настан е во функција на популаризирање на мерките на владата за помош на македонскиот земјоделски сектор. Еве денешно настане во склоп на програмата за млад земјоделец и програмата за рурален развој која веќе се уште тече тука. Мене ми е чест, значи еве вака што имаме на поста од едни големи производители, тоа е фабриката Солис, значи представник ни тука господинот од Индија кој дојде да го представи, да ги представи најновите технологии, најновите достигнувања на нивната фабрика. Инаку огласите за апликации траат до 18 февруари, односно до 3 март годинава.